Во рамките на самитот што се одвива во Софија, како завршница на председавањето на Бугарија со Европската комисија, практично денеска се и вчера се одвиваат и економски настани. Овие економски настани се составен дел од овој самит. Тие се исклучително важни за живењето на граѓаните во сите земји во регионот, а посебно нели во нашата земја. Малите земји како Македонија треба да соработуваат повеќе со регионот. Само соработувајќи со регионот ќе може да соработуваме полесно и со Европска унија и да пристапиме побрзо, значи, на тој пат во членството на Европска унија. Тоа е пораката генерално што може да се извади од сите овие настани кои што се одвиваат овие денови во Софија. Практично регионалната соработка е нешто на што сите влади треба да бидат посветени. Кога зборуваме за регионална соработка, зборуваме пред се за надминување на административните бариери во економската соработка помеѓу сите држави во регионот. Исто така зборуваме и за инфраструктурни проекти за подобро поврзување на сите земји во регионот. Сакам само да напоменам дека Македонија е добро поврзана сега на коридорот 10 север-југ, меѓутоа на коридорот 8 исток-запад и понатаму, за да дојдете до Софија, која што е само 250 км оддалечена од Скопје, или да одите во Тирана, која што исто така 250 км оддалечена од Скопје, не можете тоа да го направите со железница, а со автомобил ви требат поише од 4 часа. Тоа значи не е добра основа за развојот на економијата и тоа е нешто што треба да се менува и на што треба сите да работиме. Затоа вчера имавме и состанок на кој што имаше повеќе стейкхолдери, значи одделот на владата, политичарите, премиерите, но исто така и компаниите и финансиските меѓународни институции, на кои што се разговараше за овие проблеми, и регионот, вклучително и Македонија, добивме силни ветувања и силна финансиска поддршка дека финансиските институции ќе застанат позади нас и да ги изградиме сите овие инфраструктурни проекти. Македонија ќе биде посветена на корисно, физибилно трошење на парите и на меѓународните финансиски институции, и на граѓаните и на даночните плаќачи во Република Македонија, и тоа само за градење на инфраструктурни проекти, односно за градење на железница, автопат, за правење на конекции повеќе во делот на гасоводната мрежа. Тука ќе бидеме посветени на конектирањето на гасоводната мрежа према Грција, односно према ТАП проектот и према терминалите за природен газ кои што постојат во Грција, како би обезбедиле конкурентност и во делот на гасот во Република Македонија. Исто така, значи, ќе се градат и далеководните правци, пред се далеководот 400 киловолтен према Албанија, што ќе ја затврсти и инфраструктурата во делот на електроенергетскиот пренос. Што се однесува до останатите документи кои што беа подпишани, повеќе ќе ве запознае министерот Бектеши. Денеска тој подпиша договор со неговата колешка од Република Бугарија во делот на спојување на енергетските пазари, на електроенергетските пазари. Тој ќе каже повеќе детали за тоа, меѓутоа јас само сакам да кажам, тоа е првиот чекор на патот на правење на регионален пазар на електрична енергија. Регионалниот пазар на електрична енергија ќе ги сруши административните бариери кои што на крај ги плаќаат граѓаните на сите наши држави. Централна Европа представува денеска еден пазар, Скандинавија представува еден пазар. Останатите европски држави исто така представуваат еден електроенергетски пазар. Ние во регионот сите се обидуваме, иако сме мали, да бидеме посебни електроенергетски пазари. Тоа е нефункционално, прави нефункционална пазарна економија во делот на електричната енергија, и ова е еден од првите чекори за сузбивање на таквата, да речеме, непазарна економија и водење кон конкурентност на пазарот, што е принцип и третиот пакет на мерки кои што се во директивите на Европската унија. Ви благодарам за внимание.